мојот следен гостин, ако камерата го отвори кадарот, во кадарот ќе влезе Љупчо Кузмановски. Љупчо, добро утро. Љупчо Кузмановски, инаку 2 годишен, да не кажам долгогодишен, на штедачите на Евростандард банка, а тој случај после фалирањето на банката веќе трае, Љупчо, 2 години, не? 2 години, да. Денеска, 2 години. Денеска ни носите веројатно една од подобрите вести што во овие 2 години, барем кога се штедачите во прашање може да чујат. Зашто станува збор? Па да, добро утро најпрвен. Станува збор за конечно завршување на постапка во делот на утврдување на доверителите и редоследот на исплата на тие доверители во стечајната постапка за Евростандард банка. Тоа значи дека пред домашното законодавство стечајната постапка во овој дел е завршена. Тоа е по одлука на судот? Да, значи последниот пат кога се видовме, зборувавме дека во тек е таа постапка. Тоа беше некаде крајот на минатата година. Значи до денес траеше сета таа постапка пред основниот и апелациониот суд и постапката е конечно завршена. Определени се доверителите и редоследот на исплата на доверителите. Така да, што значи тоа определи се доверителите и редоследот на исплата? Како ќе се исплаќа, кој ќе биде во првите исплати, до кои суми, има ли ограничувања, конечно што се роковите за тие исплати? Оти ова се важни информации за стотици луѓе кои што штедеа во Евростандард банка. Значи во текот на постапката, после она одлука на Уставниот суд за укинување на член 163 став 3 од Законот за банки, се постави прашање кој ќе биде доверител во постапката, најпрвен, а потоа каков ќе биде редоследот за исплата. И тие прашања во текот на вложување на правни средства, приговори против одлуки на одбор на доверители, жалби против одлуките на стечајните суди, конечно се решени. Значи фондот за осигурување на депозити останува доверител, но во утврдување на редоследот на доверители направена е одредена промена. Се покажа како стратегиска таа одлука. И тоа се покаже како една, како да кажем, крстосница на кој се прекрши овој случај, а веројатно и сите идни случаи во вакви непријатни ситуации, дека не може прво банките да се наплатат, а потоа штедачите. Да, тоа беше суштината всушност на таа одлука, бидејќи ги ставаше во нерамноправна положба сите останати во однос на фондот за осигурување на депозити, во однос на банките. Државата во крајна линија, банките и така натаму. Така, околу тоа имаше многу реакции првично, но мислам дека со тек на време се искристализира тој став и меѓу другото и судот застана на тоа дека не може фондот да го задржи тој приоритет после таа одлука, почнувајќи од оваа постапка на Евростандард банка. Добро, што значи сега тоа, Љупчо, во практика? Тоа значи дека, ако јас добро разбирам, практично од денеска, ајде да не кажеме од денеска на плат, ама наредните денови, видите, Евростандард банка има доволно голема актива која е ставена во пасива, за да може да ги направи исплати. Тоа значи дека штедачите поединечни ќе може да се надеваат да 100% вратат од тоа што го изгубиле или сепак има некакви градации, некакви проценти помалку повеќе? Значи, дефинитивно план за авансна распределба на средствата утврдува дека физичките лица што биле депоненти на банката, без оглед на кој начин, дали имале само трансакцијски сметки или имале депозити, а тие депозити биле според каматните стапки редовни на банката, целосно ќе бидат обештетени. Има категорија на физички лица кои што имале договори за повластени камати, тие не влегуваат во делот на осигурување на депозити, и тие нема да бидат целосно обештетени, односно ќе влезат во групата со правни лица кои исто така не се осигурани и со фондот за осигурување на депозити, и тие ќе бидат делумно обештетени. Тоа прецизно кажано значи дека физичките лица овие што имаат редовни... Колку луѓе се во прашање? Имате некоја бројка? За колку луѓе за колку штедачи станува збор вакви од прва група физички лица? Од првата група, од тие 700
Околу и нешто. 700 евро? Значи такви се околу повеќе од 500, значи некаде близу до 600. Оваа група кои што имале некои привилегирани камати се околу 100. Но и тие ќе дојдат на ред кога ќе им дојде времето или Не, тоа и тие и сега ќе бидат Так, делумно само со обештетени, делумно но обештетени. тој износ на обештетување ќе биде од прилика, са точно не знам, некаде околу 35% од сумата што ја имале во банката на сметка. А за другите пари, за другите 65% или тоа е тоа? Не, другите ќе продолжи постапката, ќе Кога ќе им дојде време, кој ќе им дојде редот? значи ќе се врши понатаму наплата, продажба на имот, враќање на кредити, како ќе се полни средства сметката на банката, така ќе понатаму ќе се врши И исплата. сега ова значи дека денови веќе почне таа исплата? Па, овој дел на утврдување и донесување на планот за авансна распределба е завршен, тој е веќе правосилен, значи потврден е од апелациониот суд и сега останува работа на техника како тоа ќе се спроведе, односно да се приберат тие сметки на депонентите и да почне да се врши исплата. Мислам дека тоа за оние што не се спорни, за кои банката има податоци, дека ќе почне овие денови, сега да не преюдицирам, меѓутоа може и денес да почне или утре. Па тоа е сепак одличен вест за голем број од штедачите. Па мислам дека е ова вест која што многу од штедачите ја чекаа. Да бидам искрен, лично очекував можеби поголема реакција во однос на овој план за авансна распределба од правните лица, бидејќи имаше на таа одлука на судот дека тие ќе бидат заедно со фондот, имаше многу малку жалби, 3 или 4 во однос на таа голема бројка. Така да, Зошто не се случи таква реакција? Што се можните толку? па искрено не ми е познато. Мислам дека правните лица како депоненти веројатно се во помал број оние големи. Тие имаа вложена жалба, значи има поголем број помали депозити имаат и не знам, можеби во прашање некаква помал интерес во однос на враќањето на тие депозити или некоја сигурна позиција дека сепак ќе ги вратат депозитите. Кога барем тогаш? Така му доаѓа некако. За крај да прашам, што се случува всушност со правниот статус на Евростандард банка? Бидејќи, колку што ми е мене познато, ако се нема нешто променето деновиве, таму нема ни обвиненија се уште. Се води предистражна постапка во обвинителство, тоа е сега ситуацијата во која се наоѓа целиот случај? Значи, статусот останува таков каков што беше за жал. Банката е во стечај, не може да се реорганизира, значи мора да се оди кон ликвидација на банката, а во делот на одговорноста за таквата состојба, колку што јас сум информиран, до сега нема некој напредок во смисла еден чекор понатаму да отишло постапката, се уште е во фаза на предистрага. Мислам дека предметот го работеше финансиската полиција и дека има доставено некаков извештај до обвинителството, но тоа треба до крај да го истражи обвинителството и да одлучи дали ќе води кривична постапка и против кого. Љупчо Кузмановски, адвокат, сега веќе се гледаме 2 години редовно, Љупчо, во ова и во претходното студио на утренски брифинг. Добри се вестите за штедачите. На крајот, сепак е, можеби, најфер, барем тие луѓе кои што своите лични заштити ги ставиле на некаква доверба, да може да бидат обештетени. Само би сакал една минута, ако дозволите. Значи, овие што не се обештетени, а имаат можност понатаму да продолжат постапката, пред домашните судови веќе ги исцрпиле правните средства, меѓутоа зборувавме за тоа дека ова е едно решение кое врз основа на законските одредби носи одредена дискриминација, особено на правните лица, така да имаат можност по тој основ можеби да се обратат тако. Некој знаете дека веќе тоа го превземал? Па Се работи за Страсбург, за тоа Страсбург се работи, за судот за човекови права.
Мислам дека нема никој преземено, бидејќи сега ќе почнат да течат роковите, но има размислување во таа Но насока. наивно прашање сосем за крај. Може правногице да се жали во Страсбург да бара правда, бидејќи тоа суд за човекови права и правногице имаат право да се Да, обраќаат? може. Се извинувам за мојата игноранција, може би во Може. моментов од обично таму знаеме дека поединечни случаи и така натаму, ама значи може и правни Не лица. може и правно, бидејќи се работи за дискриминирачки одредби кои ги погодуваат и правните и физичките лица. Љупчо Кузмановски, благодарам.